Македонски медија сервис. mms.mk. Моја општина. Денеска заедно со градоначалникот на општината Делчево Горан Трајковски и со стручните тимови кои што ја спроведуваат акцијата за депопулација, односно за уништување на свињите, домашните свињи во радиус од 3 километри од местото каде што се јави првото жариште, ја продолжуваме акцијата со која треба да извршиме комплетна депопулација, бидејќи во заштитената зона од 3 километри треба да се уништат сите животни кои што се тука затекнати и зашто собствениците ќе добијат одредена финансиска надокнада, значи да нема да биде на нивна штета, да нема финансиски негативен ефект врз држателите на овие животни, а додека во останатата надзорна зона, која што се протега во радиус од 10 километри, исто така ќе се изврши депопулација, односно тука свињите, сите оние за кои што ќе се диагностицира дека се во добра здравствена состојба, дека кај ними не е присутен вирусот, бидејќи од секоја една свиња ќе се земи примерок за испитување, ќе одат на економско искористување во кланиците, каде што ќе им биде надоместено, исто така финансиски се она што представува пазарна вредност на овие животни. Со овие мерки кои што Агенцијата за храна и ветеринарство ги превзеде во овие денови и со активирање на Националниот центар за контрола на болести, заедно во соработка со сите институции и локалната самоуправа, сакаме да обезбедиме државата Република Северна Македонија што побрзо да си го поврати статусот на земја слободна од африканска свинска чума, бидејќи досега се боревме и ја заштитевме државата од влијанието од соседните држави каде што веќе беше констатирана оваа болест, која е доста контагиозна, завршува со летален исход по домашните животни, односно по свињите, и представува голема економска штета која може да се јави во свињарството. Заради тоа, уште од првиот ден, значи од 6 овој месец, комплетна мобилност на агенцијата, на локалната самоуправа и на сите членки во Националниот центар за контрола на болести. Вака во изминатите 5 дена веќе сме мобилни во однос на болеста која што се појави на нашиот терен, на територија на општина Делчево, африканска чума кај свињите, така да во координација со Агенцијата за храна и ветеринарство имаме координативни состаноци секој ден со кризниот штаб. Еве денес со посета и директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Никола Бабовски, со кој што се преземани конкретни активности и до сега, но и во текот на денешниот ден, во текот на деновите што следат, ќе се преземат активности за сите оние мерки што се пропишани со закон, односно во радиус од 3 км бидат сите тие грла на свиња уништени, за кои што, како што и тој спомна, ќе бидат обештетени сите тие собственици на грлата свиња кои што ги имаат, така да нема да има никакви финансиски импликации по нивна штета и да тоа треба да бидат свесни граѓаните. Упатувам јас како градоначалник апел до нив дека за секое грло кое што ќе биде уништено ќе бидат обештетени собствениците, реков, на тие свињи. Се со цел за да јако ова жариште за жалење на територија на нашата општина, но да придонесеме сите да не се расшири ова жариште на територија на цела држава, каде што ќе имаме многу поголеми финансиски импликации и како луѓе и како држава. Ние како локална самоуправа ќе ги преземеме сите мерки да стално делуваме на свеста, на подигање на свеста кај сите они иматели на свински грла, за да ја сватат оваа поента која што во моментот ја кажував, а од друга страна и како институција, како локална самоуправа, јавно комунално предпријатие, Министерството за внатрешни работи оде на територија на општина Делчево, ги преземаме сите активности во координација со Агенцијата за храна и ветеринарство, зашто во што побрз временски рок биде ставена под контрола болеста африканска чума кај свињите. Моја општина. Македонски медија сервис. mms.mk.